вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Денешниот живот е навистина динамичен. Брз доток и проток на информации, брзо секојдневие. Луѓето како да почнуваат да се плашат од дебели книги и се разбира од содржување подолго внимание, можеби па и на подолг филм на крајот на краиштата. Некако како да се успоривме, а мислиме дека сме подинамични. Зборуваме конкретно за умот. И многумина ќе речат и како на телото што му треба физичка активност, и на умот му треба така наречената или популарна ментална гимнастика. Умни и креативни луѓе кои освен тоа што се грижат за својот, се грижат малку и за вежбите на тоест нашиот ум. Ќе ги поканам со ред. Велам добро вечер за Николче Георгиевски. Добро ни дојдовте. Дури од Охрид. Добро вечер за една дама прекрасна која вечерва не дружи. Лидија Софреска Андонова. Добро вечер и за вас. И велам добро вечер за уште еден господин. Добро ни дојдовте. Владко Блажевски. Добро ни дојдовте. И ви благодарам за вашето присуство вечерва во Тунел. Го споменавме нашиот ум, сите сакаме да вежбаме, да бидеме во фит топ форма, барем зборуваме нели за оној надворешниот изглед, но како што најави во ова динамично и брзо темпо на живење, го забораваме условно речено умот или вежбањето на умот. Вие конкретно може да зборувате на оваа тема зошто? Николче и Владко, вие сте енигматичари и тоа ќе го разглобиме како тема вечерва во Тунел, што тоа значи како професија, како предизвик и што тоа значи како хоби. Лидија, вие сте една прекрасна дама која исклучително многу го сака шахот. А за шахот има да се зборува многу, навистина, и во последно време од неколку различни аспекти, а вие тука ќе ми помогнете да ги различиме тие дилеми. Дали, зошто, кога и колку треба на децата да им дадеме можност да се запознаат и да се сретнат со шахот. Ќе почнем како дама со вас, ќе ми дозволат господата. Па добро, мислам, шахот на сите им е познат нели како спортска дисциплина, како исто така елемент што има надпреварувачки карактер комплетно. Меѓутоа, последниве десетина години во светот е многу актуелен аспектот на шахот како едукативна алатка. И тоа, да кажам, истото тоа се пропагира од страна на Светската шаховска федерација и од страна на Европската шаховска унија. Во кој смисол? Со самите надпреварувања во однос на децата, значи најраната возраст со која официјални надпревари се одржуваат е веќе 8 години. Тоа укажува на фактот дека за да се надпреварувате треба да ве подготват порано, значи од 6 години, па дури сега до некаде читам дека за така или кај што има поинакви услови и особено да кажам позитивен сплет на околности, децата и од 4 години почнуваат. Реално едукативно, за да се почне, би требало детето да знае да пишува и чита, затоа што шаховските книги, самата игра шаховска подразбира пишување, нели? Шаховска нотација се вика тоа, и за да може детето да го следи, потребно е минимум 6 годишна возраст. Користа вака би ја дефинирала, значи ако најпрво кажам дека еден од врвните светски велемајстори ме искоментирано, не ме прави шахот апсолутно попаметен од што сум, меѓутоа во секој случај ми помага посоодветно да размислувам. Правецот вели дека шахот помага во развој на интелектуалните способности што ги има единката. Инаку, цел процес еден, ако ја опишувам шаховската партија. Прво, за да играте шах, значи треба да се подготвите, да учите, да работите. Шаховската теорија, така наречена, тоа значи варијанти, мноштво, подваријанти, разни аспекти, правила, завршници, не знам како се матира со дама, сега најелементарното крал, конј, ловец и така натака, се учи. Значи, јас тоа го дефинирам во однос на нашите ученици кои работат инаку во рамки на шаховските школи, на клубот Алкалоид, каде што сум јас член. Значи, учете со разбирање на памет. Мислам, некои правила мора да се научат, како и во други дисциплини, нели? Таблица множење, децата им велим научија на памет, се разбира, за после тоа никогаш да не ја грешиш. Така, од некој аспект се учи и шахот. Понатаму, од која се вложува многу голем труд, меѓутоа, тој се враќа во смисол на вежба на концентрација. Значи, шаховска партија во еден нормален термин трае 4 часа, дури и подолго, ајде да земеме 3-4, кај помалите деца побрзо играат, може пократко. Но во целиот тој период, 4-5 часа, се држи концентрација на една тема. Значи, не може да ви лутаат мислите, гледате во таблата, таблата е ваша, да. Значи, тоа е вежба за учење.
Понатаму можете лекција за себе, можам да кажам дека кога студирав, можев да учам без проблем 5-6 часа на ден попладнето да го повторам тоа. Нема Имавте проблем со проблем. концентрација. Значи прв не пат се дека разбирам запознавте повеќе од другите. Кога прв пат се запознавте? Кога се влюбивте во шахот? Кој ве Добро, научи? кај мене е специфично, мислам, моето, јас потекнувам од шаховско семејство. Татко ми беше интернационален мајстор, Јован Софревски, познат на сите постари гледачи на македонската телевизија, првиот интернационален мајстор во Македонија. И јас со шахот се запознав од секогаш, што би се рекло, од кога знам за себе. Така да, надпреварувачки, во тој период малку поинако беше системот на надпревари и почнувавме од пионерски првенства некаде 12-13 години. Одлично. Да, сега, затоа како што спомнавте, и помлади се. И се Зборуваме, почнувате имаме, една шаховска партија и за да се спремите, размислувате што јас знам, што знае противникот. Значи, буквално една анализа на ситуација и стратегија во однос на нешто во животот. Сега, зошто е важен понатаму? Секој потек што треба да го одиграте е еден вид носење одлука. Се учат децата и од мали да носи дали ова да одиграм, дали ова што е подобро. Значи имате тука аналитичко размислување, неколку потега однапред, во смисла ако јас одиграм ова што ќе ми одигра противникот и како јас на тоа ќе одговарам. Па чекај уште еднаш, да не кажам дека врвните шахисти анализираат, мислам 20 потега однапред е малку што ќе кажам. Што би одиграле на след? Аха, секој со секој што би одиграл. Замислете. Да. Така да во секој случај тоа е едно размислување однапред, значи во секоја ситуација тоа истото во животот ни се случува многу пати. И тука е носење на последицата од својата одлука. Може да одиграте добар, може лош потек, грешите и последицата е ваша грешка, последицата е губење партија или не сте ја добиле партијата. Апсолутно, што велиме една слика на потоа животот и секојдневниот. Така е, тешки, мислам, буквално се оние, да кажам, тешки ситуации, али многу пати се соочуваме со дилемата кога носиме некоја одлука. И многу пати најмногу грешиме затоа што доцна ја носиме. Шахот е игра и на време. За разлика од многу други спортови, кај кои може да имате одредена предност, па играте малку послабо, не знам, еве ракометот е нели актуелен спорт и најубаво. Водите со голема разлика, играте послабо, се намалува разликата, завршува утакмицата, сепак победувате со помала разлика. Во шахот, ако во даденото време за игра, што е пропишано по правилата, имате одреден број потези, ако не ги одиграте потезите за тоа време, најдобиена да е позицијата ја губите. Значи, ние имаме ситуација во живот, нели, во работа пред се, кога во динамичното време, како што почнавте вие, се бркаме со нешто што значи време, тајминг, одлука и воопшто активност завршена на време или нема никаков ефект после тоа. Шахот е на најригорозен, најсвиреп начин, да кажам, ги учи на тоа сите кои го играат. Сте играле, господа шах? Играте? Па да. Да, јас сум играл и тако, доста. Ма со Лидија може би и не би седнале да играте. Па добро се. Мала шега. никог се Јас се сеќавам на нејзе уште на времето, беше па и најдобра во Македонија, имаше Билјана Веруш. Така е. Од Охрид беше многу јака шахистка и се сеќам, сум го прател шахот така, сакал и на татко и како врвен шахист. Но вие сте енигматичари. Па, пред се. Пред се. Пред се. И за многумина веројатно енигма е што тоа нели ќе кажете како професија енигматичар. Ајде малку да разглобиме. Па вака, исто и нашето, да речеме, енигматиката е така наречена ментална гимнастика за умот. Тоа е, ние конкретно двајцата работиме, составуваме крстозборки и други енигматски игри што се во весниците. Конкретно, најчесто луѓето решаваат сканди крстозбори, бидејќи како одмah му доаѓа прашањето, одмah одговорот, хоризонтално, вертикално и така некако луѓето сакаат најмногу тоа го решаваат. Сега нашата ментална гимнастика во однос, например, во самиот крстозбор настојуваме тоа да бидат поими што може да ги реши секој, да речеме, настојуваме тоа да бидат полесни поими, да се вкрстат во одредени полиња, што значи и тука постојат некои правила како би се направило. Да, често сум размислувала кога ќе подготвува некој како оди овој процес, како треба да се погодат полињата за да ви се поклопи горе со следното прашање, па добиете одговор и така натаму. И сега тој процес е навистина вака за кога вие непознаница е нешто баук. Веројатно за вас е тоа. Да, ние веќе 5 минути работа. 22 години веќе го 22? Да. И така да веќе
на нас ни е јасно како треба и што сето тоа да изгледа. Освен тоа што ќе се состави, постои друг процес, конкретно треба да се опишат тие поими и зависи во некои крстозбори се ставаат да бидат описите потешки. Например, некој пат ги употребуваме сега во поново време, можам да кажам за нашите состави, пример, ако се работи за холивудски актер, па некој филм што асоцира на него како помош, така да можат луѓето да го решаваат и да уживаат во сето тоа. Да, анекдота имаме ние во македонска телевизија со види, фотос, видим и така натаму, така да. Тоа веројатно сте се сретнувале многу пати, често пати со различни анекдоти. Која е можеби подлогата која треба да ја има еден енигматичар? Што се треба да научи за да може да подготви една добра крстозборка? Велите има правила, споменавте. Кои се тие правила? Колку треба да бидете вие образовани за да може да подготвите крстозбор кој ќе биде добра провокативна игра на умот за оние од другата страна? Крстозборот може би на наједноставен, а може би на најкомплициран начин ги сублимират знаењата од најразноразни области. Значи, во самиот процес на создавање се употребуваат поими од буквално сите области. Се разбират, составувачот на крстозборот треба да е така солидно поткован, барем 90% од тоа што е во крстозборот е сопствено дело, ајде за некој поим, можда ќе се најде по разноразни прирачници и помошни средства, али пред се, пошто тоа е оставено на слобода и на знаењето на составувачот. Ако не е тајна правилата на составување, како се учат или како вам ве научија, бидејќи вие треба да сте добро подковани со знаење за да може поимите да ги поставите или прашањата, Јас лично сум го научил гледајќи како тогаш повозрастните, поискусните кои што работеле на времето, тогашен Котелец беше така единствено и врвно, нели, списан и гледајќи и решавајќи како страствено решавајќи уште како дете, речам, сум ги научил правилата, сум ги увидел. Нешто конкретно никој не ме седнал да ми држи часови или предавање, или едноставно гледајќи како се работи, сум ги, да речам, увидел правилата на составување. Да. Духу Сканди го споменавте да како еден од најосновните, но се сеќавам јас како дете, мој дедо имаше буквално вака на масата Котелец изданија, разноразни, и не смеше, тоа беше едно богатство кое не смеше никако да се пипне, никој ни да го премести, ни да го пипне, а ние молевме да ни се остават некои од тие поедноставните. 18 насочен беше тој со поимите кои ги барат па ги вкрстувате. Првите ни беа дадени и ќе ни дозволеше. Има ли нешто за нас? Има, ова може да го решавате. Ама се сеќавам дека ни доаѓаше пријатно, барем јас тоа го имав чувство, таа моќ за да го запазите поимот, да го прешкртате, да го најдете, да заокружите кога ќе речете си да ги најдов, беше победа. Задоволство. Задоволство големо. Како оди тој процес? Различни се? Вака се, конкретно кога се составуваат тие состави, треба да се внимава, например, на правилата. Конкретно во самата големина, одреден процент треба да има со црни полиња, да речеме. Тоа да не биде ни многу и нормално да не биде ни малку. Например, може да не дојдат само некои, да речеме, куси поеми внатре, што се со 3-5 букви. Сепак треба да има и подолги поими внатре што содржи, а да се запази што помал процент на црни полиња. Исто и тоа е едно од правилата во кои што се внимава при составувањето на крстозборите. Конкретно, сите, да речеме, 8 насочникот, кога веќе го спомнавте, тоа е повеќе во она самата снаодливост во моментот треба да се најдат одредени поими, да се вкрстат и се има, да речеме, во еден правец одат, па после да се внимава уште некои така да се најдат и треба да се одржи па да се вкрстува со најмалку 2 во истиот. Колку време ви одзема подготовката на еден, да речеме, а колку можеби на колку треба за да се подготви едно цело списание? Од типот на времето како што беше Котелец. Така. Списанијата ги подготвува Владко, пошто тоа се конкретно него исписанија.
а и работим и за други списанија, така како со работници. Па процесот на создавање на крстов збор со она целосна, пошто комплетна техничка подготовка, се е компјутерски спреман, доставен, само да се печати. Значи, таму и кај што пуштаме, се е спремено само да се подготви за печат. Сета таа операција сат до сат и пол од крстов збор одзема така. Рачунајќи да тоа што сепак нас ние тоа веќе рутина. Рутина, но дали се надградувате? Години. Дали читате повеќе? Едно е, нели сте достигнале одреден степен на знаење, познавање на области различни и слично, и сега вие ги употребувате постојано и секојдневно во крстозборите, но се фаќате ли себе си кога е потребно да научите нешто ново, или со самиот процес на правење крстозбори практично вие учите постојано нешто ново? Па јас до компјутерот имам, мислам, еден лист на кој што ги впишувам, да речеме, личности што се од спортот, од филмот, од било што да се, ги впишувам на листот и после имам, да речеме, во моја база со податоци, и после кога пребарувам и излегуваат тие поими, конкретно, да речеме, се работи за кој актер, пример, холивудски актери со 9 букви излегуваат цел список. Што значи многу ни помага што користиме и компјутер во сето таа наша работа. Го споменавме ние компјутерот сега вака кога зборувавме и неговиот бенефити кога шахот е во прашање. Велиме, нели, брзо време, динамично достапни информации, дали да сме отворени или позатворени кон сето тоа, дали да се враќаме кон некои вакви игри кои ќе ни значат за умот, но една од предностите на интернетот и на компјутерот може да се искористи кај шахот. Па видете се, шахот користи многу аспекти на информатиката и мислам беше една од првите дисциплини што ја промовира информатиката. Каспаров, светскиот првак, играше меч и тоа беше промоција со компјутерот наречен Deep Blue. Промотивно гледано, тоа заврши, мислам, мечот беше пред се, мислам, промоција на информатиката. Денес, секој сериозен шахист, кога се подготвува, постојат посебни програми за анализа на било која ситуација, мислам, позиција, и за подготовки и така натака. Во минатото патувавме на турнири со еден куфер од прилика половина книги шаховски, записи, белешки, своји подготвени варијанти, половина облека. Сега, она што е душата на секој шахист е неговиот лаптоп личен. Се може да остави настрана, ама лаптопот не го остава никако. Тука се анализи, варијанти, програмата која практично во секој момент дава своји видувања, значи тоа е навистина многу високо развиено и има предизвикува своји други проблеми. Меѓутоа, она што сакав да кажам е дека исто така и преносот. Сме навикнале, ќе отидам малку до нешто го очекувате, но гледаме фудбал на телевизија, гледаме ракомет, гледаме секој спорт, нели, пренос во живо. Шаховските партии исто така се пренесуваат во живо на посебни интернет сајтови. Затоа што сепак тоа е дисциплина што не ја разбираат сите гледачи, да оставите тоа еден саат да стои ќе биде многу, да кажам, неинтересно. Без обзир што долу стои анализа и коментар. Така да можеби затоа и не е толку присутен во другите видови информирачки гласила, бидејќи се игра турнир, меч се игра било кој, директно партијата со помош на електронски, поврзана е таблата електронски, си оди и се пренесува, и уште плюс од сето тоа компјутерот одоздола коментира, така да ви и да не разбирате доволно, малку ако разбирате, гледате. Другиот аспект е, се враќам пак на оно што рековме, едукативен. Значи, во многу држави во светот шахот е воведен како факултативен предмет во училиштата, па почнувајќи, мислам, во Русија тоа постои во Ерменија, Азербејџан, во Израел, во Грузија, во блискиве околини, во Словенија во еден период беше, во Србија, па дури и во Македонија на некој начин. Вака, тоа на 2012 година во Европскиот парламент се донесе декларација, ја подпишаа во смисол пратениците како поддршка на воведување на шахот во училиштата како едукативен предмет. Апсолутно е одлично. И истата таа година Шаховската федерација подготви еден учебник кој во соработка го предаде бесплатно на Бирото за развој на образованието и некаде кон крајот на 2012 се донесе став да се воведе шахот заедно со другите спортови што се изучуваат под предметот физичко. Идејата беше да се почне па во оној период во зимски месеци кога не може толку да се користат, мислам, надвор не е пријатно, децата седат во школските училници да учат елементарно. Значи елементарно значи вака се мрда, така се мрда.
тешко оди тој процес заради, да кажем, нормално недоволната подготвеност. Меѓутоа е добро да се одржува и да се поддржува и да се унапредува понатаму. А во светот многу шахисти кои да го надминале оној период на своја активна шаховска игра, дополнително се занимаваат сега веќе со како наставници или како предавачи по шах. И тоа не мора да биде физички. Многу од нив функционираат и на интернет, во смисол по скајп часови, од еден континент на друг. Родителите од разни држави, ако го препознаваат, ФИДЕ воведе Светската шаховска федерација и лиценцирање на шаховските тренери, па на некој начин потврда дека да, тој не е било кој, има своја лиценца, знае и заслужува да се нарекува тренер. Така да и тоа е дефинирано и доста е популарно меѓу родителиве од Западов. Во Америка секако на тој начин заради дистанците, тоа така си функционира. Премногу е, значи, бидејќи обично и тоа е така, ако сакам и сме амбициозни како родители, велиме да, сакам детето да учи шах, па имате кај нас барем во нашата средина, негодување од типот е сега мора ли шах, што ќе му е шах, зошто сега тоа. Ке дојде време ако сака ќе порасне, нели ќе си одлучи што сака и не сака. Која е нашата можеби улога на нас повозрасните, родителите конкретно, кога треба можеби да настојуваме во одредени моменти да сепак елементарно што велите или факултативно во училиштата го имаат шахот како предмет заради благодетот кој потоа децата го добиваат, а во прво време тој нема да знае кој е вистинскиот бенефит кој го добива од играњето шах. Па знаете што, јас мислам дека е корисно да се учи шах во раната возраст. Значи, ако зборуваме чисто од аспект на општа култура, односно развој на интелектот, нели? А и од аспект спортски, чисто информативно да кажам, дека оваа година ќе се игра меч за светски првак, во кој светскиот првак има 25, предизвикувачот 26 години. Шахот одамна престана да биде игра со возраста, заради својата голема динамика и да кажам големо напрегање што го бара и во работата, и во учењето, па и енергија. Се повеќе најврвните шахисти се многу млади. Ова го зборувам заради родителите, значи да сватат дека ако некој е светски првак на 25, значи шах треба да се учи од некои 5-6 години, ако сака да учи. Ниедна работа во светов не можете со сила да ја наметнете, нели, на децата. Треба да се најде начин, пристап, затоа е шахот добар затоа што има и спортски елемент. Значи децата пак играат меѓу себе, едното победува, другото губи. Веројатно на почетокот таа нитка на забава треба да биде и малку присутна, за да не биде... Апсолутно. Науката, мислам, зборувајќи од аспект на шахот како животно искуство, последното и она понепријатното што е, не учи сепак да поднесеме пораз и после тој пораз да застанеме пак и да одиграме партијата утредента максимално. Јас бев пријатно изненадена од приказната, вие само ми ја прецизиравте со информации, бидејќи очигледно далеку поинформирани од мене. Ја знаете целата приказна за семејството од Унгарија, рековме, нели, дека потекнува. Мене тоа ме фасцинираше кога ја прочитав за... Тоа е апсолутно, мислам, уникален случај во светскава историја и шаховска пред се. Тоа се 3 сестри Полгар, кои родителите во најрана возраст, инаку професори по математика и мајката и таткото, одлучуваат дека децава нема да одат во редовно училиште, децава ќе бидат дома, ќе учат шах, а ние ќе ги учиме другите предмети. Тоа е уште она, да кажам, социјалистичко време и сето тоа, наидува на отпори во Унгарија. Мотивот е детето не се рага гени, треба да го создадеме. Тоа може да биде мотивот и на родителите, мислам, кога настојуваат за нешто. Инаку, сите три стануваат велемајстори. Историјата вели дека и машките шахисти имале отпори. Долго не им било дозволувано да се надпреваруваат на машки турнири. Најмладата од нив, мислам, олимписки медали освојуваат, светски првенства во женска конкуренција, најстарата Жужа се вика, средната е Софија и најмалата е Јудит. Јудит е до ден денес најсилната шахистка што постоела и постои. Велам постоела, затоа што пред година и пол се повлече официјално од играње шах, а ја именува за капитен на машката репрезентација на Унгарија во шах. Инаку, таа целиот свој живот играше и она што морам да апелирам до сите родители, значи, интелектот на децата е ист машки женски. Ако за другите спортови има предиспозиција, кај шахот нема. И се повеќе се игра заедно,
посебно во раната возраст. Нормално, како и во сите спортови, заради спортување и заради прогласување на победници по категории, постојат првенства за момчиња, девојчиња, машка, женска конкуренција и така натака, но на правото учење тоа е еднакво. И така треба да го гледаат. Самите тие, значи, уште да завршам, Јудит Полгар во својата возраст стаса во ранг на 10 врвни шахисти во свет, значи машки зборувам, немаше никој пат разлика кај неа. Ги победила сите светски прваци, вклучувајќи Ананд, Каспаров и така натака. Во еден период дури и малку со Фишер работела. Независно од сето тоа, покажа дека апсолутно велат дека е еден од најталентираните шахисти што било кога се родила, не правејќи разлика. Знам дека едната од сестрите има и интернет дури страна која ја води како точно шаховски клуб, условно речено. Тоа е, значи, таа што емигрираше во Америка, најстарата, Жужа или Софија, сега, Сузан по американски, една од најценетите шаховски школи, не само интернет страница, да, блог свој, Сузан Полгар, меѓутоа и шаховска школа во рамки на универзитетите, организираат турнири. Јудит беше пак еден од презентерите на оваа конференција во рамки на Европска шаховска унија, што ви ја кажа во Брисел. Тие докажуваат дека навистина со работа и со одредена доза на талент, ама морам да кажам дека работата е огромниот фактор. Талентот е онака да го играме присутен, да, овде како барем. љубители, како аматери до некоја фаза, до некоја возраст. Како и во секоја работа, како и во секоја професија, многу е важна и бара огромно време. Ако прашате некој колку работи на шах без 10 часа, Дневно. да, дневно секој ден. Го се чини Тоа е процес. Процес, нема што тука, нема меѓу. Е сега, ако шахот вака е присутен, иако, како што рековте, заради интересот, во смисла помало од страна на непознавачите на шахот, па како пренос интересен за широката популација, постојат еве вака и интернет портали, пренос во живо за оние кои сакаат да го следат вистински. Енигмата како да ни е на вистина во изумирање. Ако јас убаво се сеќам и на време кога имаше постојано квизови, вие бевте дел од подготвувањето на истите, создавањето на истите, во денешно време многу ретко може да се сретне наш подготвен квиз каде што се, нели, енигмата е присутна и така натаму. Крстозбор на македонска телевизија беше голем хит на времето и луѓето беше вистинска навалица да присуствуваат, да се надпреваруваат, да бидат дел од истиот. Беше навистина голем предизвик. Тоа е точно. На времето беше тоа многу популарно, беше во организација на весникот Котелец и помина многу добро. Луѓето во тоа време беа желни да учествуваат, затоа што сите дома решава, чита. Меѓутоа, последниот МТВ Крстозбор снимен пред 5 години беше на македонска телевизија, уредници бевме јас и Николче. И го направивме сето тоа, како што го направивме, излезе добро, поминавме и се снимија 136 емисии, се заврши тоа приказно. Од тогаш навака немаме никаква активност на тоа поле. Конкретно еве и други телевизии што се да речеме во приватен сектор што работат, пробуваат нешто, имаат другите телевизии некакви емисии со лиценца пробаа, меѓутоа тие лиценци се пред се многу скапи и не може тука кај нас да речеме на толку народ и нема на кој начин да се обстои сето тоа да остане, да речеме, и да трае. Меѓутоа постои и други, да речеме во наша близина, конкретно ете Србија, ете Хрватска, секој ден имаат квиз емисија. Апсолутно. Што може ли да кажеме што се прави тоа за исто за нашиот ум? Споменавме на почетокот ментална гимнастика, ова е сериозно вежбање на умот, повторување на некои работи, дознавање на нови работи, поим кој што можеби велиме го знаев, ми стоеше некаде во умот, ама еве ако не седнев да го решам Крстозборов немаше никогаш да ми текне. Свесни ли се луѓето за тој начин на вежбање на умот и зошто го ставаме така настрана некако да изумира? Дали ни е полесно да седнеме на интернет нешто да прочепкаме или да изгубиме можеби половина час читајќи некакви небулозни информации, вртејќи по порталите и висејќи условно речено на Facebook, отколку да седнеш и да малку порешаваш Крстозбор ако ништо друго? Веројатно на луѓето пред се им треба некоја анимација. Пред 22-3 години
се најде еден, можеби, уникатен начин во светот. Не знам дали имало негде на друго место таква можност како што беше крстозборот во организација како што спомнавме Тошен Котелец и секако македонската телевизија, така. И тоа беше буквално вистински бум. После вестите беше најгледана телевизија, ево јас можам да кажам како директен учесник тогаш. Во ова исто студио многу пријатни спомени, така сега ми навратија, ми се случувале многу убави работи и вестникот фантастични тиражи за наши услови, непоимливи, и телевизијата имаше огромна гледаност, буквално 20 до 7 навечер, сите беа приковани пред телевизија. Посебно многу добро беше тајмингот, нели, во оние денови, месеци кога денот е помала, ноќта поголема. Споро времето се движи сите нешто. тоа буквално беше вистински хит кој што ето траеше некои 3-4 години, сега не знаеме од кои причини престана сето тоа. Паралелно со тоа и енигматиката имаше вистински бум и стана на некој начин и респектибилно она дејност, да не речам, може би до тогаш решавање крстозбор или не знам што, не изгледаше нешто, кој знае што, ама после сето тоа луѓето доста поинаку гледаја и, да речем, златниот период. На златниот период беше тогаш. За жал, ево, како што спомна и Владко, телевизиве некако не саке да загризат едноставно за такво нешто. Се имаме некои квизови кај што не треба знаење, забавата е во преден план. И јас лично жал ми е што тоа се случува, али ево, ајде да правите споредба паралелни, имате информации за надвор од нашите граници, имате ли некаква организација, здружение на енигматичари, се дружите, споделувате искуства, како кај вас, како кај нас? На ниво на Македонија има неколку клубови, порано што беше за енигматика. Меѓутоа во Скопје до лани функционираше енигматскиот клуб Анаграм, се викаше. И некако почна луѓето, не знам, од така причини не доаѓа, инаку добивме и просторија во средното економско во Кисела вода, имавме и просторија, имавме и све, меѓутоа почна луѓето се помалку да доаѓаат, се надеваат информација некаква да добијат, нешто ќе се спрема, ќе се прави некако квиз на некоја телевизија. Луѓето се тие што ги знаете од сите квизови што учествуваат. Се вртат. Да, се вртат тие. И сега во моментов, да речеме, нашиот клуб не функционира. Меѓутоа, на конкретно за Хрватска, по самото гледање телевизија, ќе ни стане јасно бидејќи секој ден имаат квиз, имаат и неделен квиз. И на некој начин луѓето се дружат, се без разлика од каде се може да стапат во контакт, да се сретнат и да договараат нешто. И таму може ти ги видите од еден квиз па на друг. Тие се луѓето што сакаат да се надпреваруваат. Колку треба да има навистина човек знаење за да се надпреварува на квиз? Па потребно е сепак знаење, конкретно бидејќи треба да бидат многу области зафатени во сето тоа. Дали се спорт, музика, дали филм, дали општи зборови со нивните објаснувања треба да се знаат прецизно, точно, дадено, енигматски, како што се во два реда мора да го сместиш целиот Николче, вие бевте исклучителен присутен учесник во еден период на квизови. Јас се сеќавам на времето на најслабата алка, каде што навистина па и човек од таков тип на квизови треба да има познавање од многу области. Секако. Јас пред се би рекол дека на класичен квиз. Читате многу? Читате, да речам, секојдневно условно речено? Енигматичар, пред се енигматичар. Она крстозборот ми беше темпасен, што се вика, како надпревари се. Квизовите, баре секако, огромни знаења, колку што можеме се надградуваме, нели, и пред малку што се разговараше, мора да се пратат некои работи како и за енигматиката, така и за оние кои што сака да се надпреваруваат за квизови, да речеме, од последниот Оскар добитничката за главна женска улога, не верувам дека некој претходно ја знаеше, ама сега мора да ја меморира, така и спортисти, и се друго, и некој поим нешто
било каде што ќе налета, затоа што нема конкретни книги, ајде сега ќе земиш, ќе ги научам и готово. Така, едноставно мора да се прати се така и ние колку што можеме пратиме. Дали подготвувате, постоеше порано, сега не ме држате за збори, во раната возраст во училиштата, во основните предсе, списанија кои се даваа делена на децата, а има одредена енигматика во нив. Постојат уште тие, се подготвуваат? Па, мислам дека во Росицата имаше порано од најмала возраст што беа децата. Има такви некои умствени, да речеме, нешто да пронедат, да поврзат и така беа дадени. А инаку јас само би се надополнил на Николче дека ние сме, конкретно за мене, знам дека како еден вид обседнати од тоа. Јас имам, например, до компјутерот не само лист за нови поеми, туку имам и посебна тетрадка во која што се што слушнато дали на телевизија, прочитано на интернет, ги запишувам како податок во кратка, во подолга форма, што да речеме кој ќе дојде за некаков квиз или за некакви прашања или за било нешто, за да би можело да се искористат. Така да ние максимално се подготвуваме. Само треба да се најде место каде да се реализира сето тоа. Ајде да се надеваме во некој скоро време ќе зборуваме за места каде навистина ќе има реализација, ако не од друго и од едукативен и од забавен карактер ќе имаме барем нешто квалитетно со кое ќе биде исполнета телевизиската програма, па меѓу забавата и по нешто и ќе се научи. Која треба да биде таа добра подкованост за да се биде добар шахист? Кои може би се областите кои треба да ги знаете добро, бидејќи споменавте многу работи од типот на покрај нели концентрацијата, потезите, што ќе направи противникот ако јас ова го изиграм, ако нали математиката, велите информатиката, нешто споменавте, има врска или пак нема? Има врска, веројатно насоченоста, мислам, самата предиспозиција на умот, нели, математички ум и слично. Сега наједноставно е да ви кажам дека за да се биде добар шахист треба многу да се работи на шахот. Тоа е основната, мислам реално, не е она парафраза, него е навистина тоа. Инаку, за да некоја друга предиспозиција, сега во смисло ќе ви кажам, минатото лето имавме во составот на екипата на Алкалоид врвни играчи, велемајстори, руски, од кои едниот, например, имаше дипломирано математика и кибернетика со златна диплома или кум лауде Јаковенко. Значи не се само шахисти, зборувам за луѓе од топ 50 од светската рейтинг листа. Еве, ја спомна Никола, ги спомна македонските шахистки. Во периодот кога јас играв шах беше Билјана Веруш. Билјана Веруш веројатно во тој момент беше еден измореден блесок, многу квалитетна шахистка, заврши како професор на математика. Напушти шах кога се посвети на студиите и на професијата доктор нормално по математика. Габриела Косковска после тоа шахистка која постигнала највисока титула, интернационален мајстор, доктор е на технолошки науки. Јас сум магистар по економски науки, маркетинг и така натака. Значи шахот навистина помага во една дисциплина на работа и учење. А ако сакате да се бавите само со шах, тогаш бара изморедно многу работа. Јас многу се радувам кога во нашите шаховски школи ќе ги видам дечиња од 8-10 години, ама така се ангажирани, заинтересирани. Особено пак ми е интересно кога ќе видам на турнир со многу повозрасни шахисти. Дете од 12 години сериозно игра. Да, мислам и сериозно игра, кога велам и дури тие се вака поагилни, 14-16 веќе да не зборувам, и од нив се очекуваат и резултати. Инаку, што може да се направи, би било, спомнаа колегите за времето кога квизови биле. Јас би спомнала за времето кога исто така имаше шаховски коментар на македонската телевизија. Се сеќавам и на тоа време. Аристоничевски, значи, ако од денешна перспектива го гледам, во неговите објаснувања имаше доста и за обичните гледачи. И тоа го правеше поблиско, поинтересно. Вие прашавте пред малку како родителите да ги навлечат децата повеќе шах да сакаат. Би морал да биде поприсутен во јавните медиуми, можеби резултатски и барем на турнири што се играат во нашава држава, па и во светски, да се покаже некоја сцена, да сватат дека и тоа е нешто интересно. И ако кажат дека играат шах, да не ги погледнат чудно, туку да речат о, браво. Пријатно ме изненади имаше во основно училиште кај нас скоро, чинам дека приватно Јахи Кемал направија голем турнир од така забавен, едукативен карактер и беше многу
возбудливо за децата кога ги гледавме, нели беа навистина во тој момент обседнати со турнирот кој ќе им се случува, со вежбањето, па да бидат присутни, па тоа надпреварување меѓу нив и можеби тие се тие први чекори кои ни стануваат. После тоа веќе секој ви станува поблиско и понормално и поприфатливо, условно речено, кога ќе кажете да ќе играме шах, ајде да играме шах место да можеби правиме било што друго и се забавуваме на тој начин. Поддршка се дава од страна на клубовите. Јаха ќе имала едно од училиштата предходните години, воопшто на територијата на општина Карпош, во основните училишта се воведе и се организира и надпревари. Јас сум одела да ги гледам, например, тие надпревари. Децата, кога нешто ќе им го поставите организирани, кога сите ќе се бават, им станува интересно. Во рамки на шаховскиот клуб Алкалоид ние поддржуваме школи кои работат со дечиња во Неготино, во Прилеп, во Скопје неколку. И сега еден од најталентираните млади шахисти на Македонија од Неготино, затоа што во две Тони Лазов се вика, Фиде мајсторе на своји 15 години. Значи таму работи со него еден од најдобрите репрезентативци на Македонија, Трајко Недев, ама држи часови и во училиштата. И се собираат деца, и односно се пријавуваат деца кои сакаат да поучат. Не е лесно да се учи шах. Не е исто како да другите спортови се физички тешки. Секој спорт бара големо ангажирање. Пак велам спорт затоа што во една прилика ова дури не беше моја информација, имавме симултанка, тоа е игра кога еден игра со многу во касарната Илинден. И тогашниот командант на специјалците ми вели, знаеш што, јас имам читано дека шахот е спорт кој создава најмногу адреналин. Вие ги гледате седат мирни, нели? Ама работи пржи, што би рекол еден доктор. Пржи, така е. Така да и од тој аспект не е пасивен спорт, и бара и физичка подготвеност меѓу другото. Апсолутно. Што се треба. Колку често вие сега играте шах? Па јас лично играв шах 20 години активно. И после тоа, последен пат играв и на Шаховската олимпијада, прв пат кога Македонија настапи како самостојна, 1994 во Москва. Од тогаш навака се, да кажам, не се бавам професионално веќе со шах. Играм во слободно време, нели? Најмногу ми е пријатно кога играм со младите, да оценам кој колку вака гори, кој колку го интересира со дечињата во нашите школи. А инаку се бавам со практично организација, секретар сум и на клубот Алкалоид и на Шаховската федерација. Велам, кога ние почнувавме, имаше некои чичковци таму што ни помага, не водеа, организираа турнири. Мислам дека е ред да тоа го вратиме према младите, значи мора некој да се бави со организација на шаховските настани и шаховскиот живот. Од срце ќе ви посакам да успешни ви бидат организациите на шаховските надпревари, да имаме повеќе енигматски дружби. Да. И надпревари, јас ќе ми биде искрено многу задоволство да видам повторно на екраните по присутност од типот на различни квизови кои ќе ни го вежбаат некако умот, ќе ни прават и забава, но ќе биде на крајот од краиштата квалитетно минато време пред телевизиските екрани, ако можам така да речем. Ви благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе заживеат, ги споменавте, Златко, тие порано, нели, дружби. Па да, имаше на времето, после снимањето на тие емисии траат тие пријателства и собиранки. Се собираа луѓето. Не само на македонска телевизија и другите приватни телевизии, кога има нешто тако, луѓето после тоа тие што сакаат да се видат, да си помагат. Јас се надам дека еве повторно некако направивме нешто да барем ги заголицаме малку гледачите да се вратат на решавањето на крстозбори и се разбира малку повеќе информација да добијат за шахот и пред се зборувам овде за родителите и да подразмислат и да прочитаат можеби што тоа би значило бенефит за генерациите кои доаѓаат по нас од многу аспекти кои вие вечерва ги споменавте, а вие, драги мои, размислете дека и на умот му треба исклучително добра гимнастика. Ви благодарам за присуството и за вниманието.